Еве на назад во студиото, јас и Роберт утрово ваши домаќини, како што најавив уште на почетокот на емисијата, ние ќе имаме можност да разговараме со нашите прекрасни гости. Роберт, ќе здивнеш малку од политичките теми. Да. Бидејќи немаме денеска политичар меѓу гостите, така што прашањето кој што го имаше со нашите гледачи нема потреба да го поставуваме. За од понеделник го оставяме за некои други гости, како да е една убава екипа денеска 5 точки да така ја испратиме во работна недела и да го најме викендот. Така е, така е. Ќе дадеме некои препораки, ќе слушнеме животна приказна, ќе се посветиме на македонската музика. Верувам дека ќе уживаат нашите гости во се она што ќе споделиме и официјално да ги представам. Од мојата десна страна господинот Илија Петраски, кој што утрово ни допатува од Прилеп. Да. Како беше патот со автобус, доаѓавте? Добро, беше малце поголемо ком, беше се вели со 20 на души, добро поминавме, ама како и да е, тоа не е страшно. Најмалата работа, мислам, невредно се споменува, затоа што како и да патува човек, тоа е со автобус. Ама битно си беше пат како што треба. Најважно е што ми укажае уште ко слеговме, абе викам имам закажано, јас со луѓе од Канал 5 треба да дојдат да беземеме од... Ами вика закажи му нека да ги чекаш кај црквата. Црква има позади, нели, автобуската. Така. Демек чекај ги тука најдобро. И се слушнавме со колегата Злате беше денес. Така. Си се најдовте и ве донесоа. Почека малце пред портата до душа, ама нема врска. Важно беше на место кај што навистина што се вели зборо лесно ќе се најдеме. Така, супер, драго ни е што ви имаме денеска тука во студиото. Веднаш до вас е доктор Милка Клинчева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија. Докторке, добро утро и за вас. Со вас имаме многу теми, посебно во ова време кога имаме високи температури, така се надевам дека ќе дадеме добри препораки за нашите гледачи. Да, јас верувам дека ќе дадеме јасни препораки. Така. А понатаму треба да се следат тие препораки. Да. Тоа е многу важно, да се следат препораките. И веднаш до вас професор Александар Ицов, кој што е музичар, свири на многу инструменти, еден инструмент имаме денеска тука. Може требаше да земете хармоника, мај да може би следен пат. Следен пат, така. Топла е за хармоника. Да, топла. Со Гајда ве снимавме пред една година, ако не се лажам, имавме Прилеп. Добро утро и од мене, добро ве најдов во оваа прекрасна утреска емисија со прекрасни убави гости. Исто ја супер патувањето од Сабајле. И мене ми е рутина секој Сабајле, нели, на работа да одиме, така да не ми представува некој проблем и патот и возењето. Така, добро, музичарите не сите, но на некој може би малку им е потешко станувањето рано, но кај вас не е случај, вие сте си навикнати веќе, така што немате проблем околу тоа. Би започнала најпрво со докторката, бидејќи верувам дека ова сите ќе не интересира, без разлика дали имаме кардиоваскуларни проблеми или не знаеме нели што може да се случи. Времето ни е такво какво што е. Докторке, од пред известно време нагло зголемување на температурите. Колку луѓето кои што имаат такви проблеми или некои други хронични заболувања, не да се плашат, но можеби треба да бидат малку повнимателни. Што е она што го препорачувате во овој период од годината кога имаме вакви временски услови? Да, кардиоваскуларните заболувања се многу чести помеѓу луѓето и се, да кажеме, најчестата причина за смртност. Од прилика кај мажите некои 48%, кај жените 50% од смртноста отпаѓа на кардиоваскуларните заболувања. Тука се дава и тежината во целиот период од годината, не само во летните месеци. Меѓутоа, летните месеци ги карактеризира тоа топло време и вазодилатацијата на крвните садови, кое што пак од друга страна го зголемува протокот, но го ја забрзува срцевата работа. И тоа забрзување на срцевата работа го оптоварува срцевиот мускул. И доколку имаме тука веќе постоечко заболување, запушување на крвните садови во срцето или аортна стеноза или некаква друга валвуларна болест или некакво друго заболување на срцевиот мускул, срцева слабост се разбира, доаѓа до оптоварување на срцето и од тука се појавуваат симптомите и можност за компликации. Така да, тахикардијата е една од можните причини, нискиот крвен притисок и заморот, гушењето, градната болка. На целата ова состојба со високите температури лошо влијае и дехидратацијата, така да доволно внесување на течност е апсолутно неопходно. Меѓутоа, кај здрав човек и кај болен човек постои разлика.
Кај здравите луѓе знаете дека треба да пиеме над 2 литра течност, особено во жешкиот период. Додека кај пациентите со кардиоваскуларни заболувања, тогаш треба секој да си го праша својот кардиолог колку течности смее да внесува. Од прилика пациентите со срцева слабост, кои што имаат оттежнато испумпување на крв во крвните садови, дневното внесна течност треба да биде литро до литро и пол, што значи помалку. Исто така внесот на солта треба да биде намален, меѓутоа пак биде поради потењето, треба сепак да биде повеќе отколку во зимските месеци. Така да треба да имаме и кај пациентите со кардиоваскуларни заболувања треба да има прилагодување на внесот на течности, на внесот на солена храна и се разбира исхраната да биде полесна. Така да не се јаде тешка, баш како што да не се јаде, да не се јаде мрсна калорична храна која што уште повеќе ќе го оптовари гастроинтестиналниот систем, значи желудникот и цревата. Колку често се случува, на пример, оние кои што сметаат дека се здрави, дека немаат никаков проблем, токму во едно вакво време да ги се појават симптоми, да дознаат дека требале многу порано да заминат на лекарот. Знаете што, нема здрав пациент, нема здрав човек. Има само недиагностициран. Да. Мислам тоа да го расчистиме. Така да, од принцип, сега се поместува границата, порано беше над 40-та година, треба да се иде на кардиолог, да се прават испитувања, сега за жал ние оперираме и 30 годишњаци со бајпасеви и со различни други кардиоваскуларни заболувања, така да таа граница е поместена. Во принцип, треба еднаш годишно да се прават рутински контроли со ехокардиографија, се разбира, ЕКГ-то не е доволно, тоа добро ЕКГ не значи дека нема претечки инфаркт, например. Така да треба стрес тест, треба ехокардиографски преглед еднаш годишно апсолутно, затоа што на тој начин ние би спречиле, а секогаш превенцијата е поевтина, полесна и со дава подобра прогноза во однос на понатаму третман на компликации. Така, значи секој треба да го прави тоа без разлика дали почувствува независно од возраста. Сега веќе посериозно се сваќа и спортистите, децата веќе. Почнуваме нели рано со тие спортски прегледи кои што треба да бидат темелни, не само одење по лента, туку и едно ехо кое што ќе ни каже многу за состојбата на срцето, така да тие прегледи веќе треба да бидат од многу помлада возраст, за разлика од порано. За разлика од порано, кога викавме над 40-45 година, сега веќе тоа е нема граници. Се менуваат работите, секако треба во склоп на сето тоа што се случува така и да се однесуваме. Ќе се навратиме повторно на таа тема и ќе направиме една подалба пак кај мажи и кај жени околу тие заболувања, но сега би сакала малку повеќе да поразговараме со господинот Илија. Од прилика пред 10 години, ајде, можеби 8-9, неважно, бевте гостин во нашето студио. Да, и направивме прекрасна емисија. Да, навистина беше прекрасна емисија каде што вие си отворивте душата, ја раскажавте вашата животна приказна со една цел да помогнете и да дадете една порака до луѓето, без разлика дали се помлади или повозрастни, дека алкохолот може да нанесе само зло. Имаме книгата тука, колегата секако ќе ја даде и во кадар, победете го алкохолот, пронајдете ја среќата. Аз би сакала само една реченица на почетокот од воведот да прочитам ако не е проблем. 30 години бев заробен во алкохолниот пекол. Бев изгубен во времето и просторот. Бев глупав, се наоѓав во длабок сон. 30 години бев умрен. Не сакав да ве расплачам, но веројатно секогаш кога зборувате на таа тема, солзите сами извираат, бидејќи не е лесно да се преживее нели сето тоа. Да ви кажам сега, знаете како? Јас бев загубен во времето и просторот, буквално. Во мојата заблуда, така речи, целата своја енергија ја вложував само за да ги задоволам страстите кон алкохолот, најмногу се разбира. Воопшто не гледајќи што се случува од мене. Воопшто јас не размислував, ме прашаја, ами пријателите, ами овој, ами оној, не реагира. Воопшто не размислував јас на тоа. Јас не размислував зошто јас се одделувам од моите пријатели, од моите другари. Че пијаме заедно, секош јас само ќе бидам пијан.
да речеме. Едноставно како тоа да ми беше цел. Јас го имам тоа кажано, може и друг пат. Не гледав смисла да пијам, а да не се опијам, например. Смисла не гледав. Едноставно. И сега што е најлошо, ова морам да почнем од почеток. Јас го кажав тоа кога бев во првата емисија. Прв пат се опив кога имав 10 години. Немаше никој тогаш да ми се приближи и да ми укаже што значи тоа. Едноставно сите само се смееја како сум се шантрал, како сум одел. Никој не ми се приближи да ми укаже што значи тоа. Дека тоа не е во ред. Знаете, јас во оваа книга внесов за алкохолот, така речи, за последиците од алкохолот од почеток до крај. Према личностите што ги имам, сите, едноставно што се вели, не размислував зошто и како го правам тоа. Тоа не беше достапно за мене. Јас мислев дека сум многу добар, многу подобар од другите, поспособен од другите и едноставно треба да живеам токму така како што живее. Затоа што не гледав смисла да живеам без алкохол, например. Тек покасно, кога почнав, да речам, да посетувам клуб на лекувани алкохоличари, кога се разбудив едно саботно утро, гледајќи во огледалото, го прашав тој во огледалото, шо сум јас, кој сум јас? Ти си најголемото џубре, ми вели. Колку години поминаа тоа саботно утро? 25. Вода, 25? чекај да видам. Цели 25 години. Значи 2000-та. 2002, меѓутоа цела 2002 е вајче, Так. демек 25 години од прилика. Сам со себе Да, имаше некој тука во тие моменти? Не, јас едноставно, тоа го кажам во исповедта, морам да го повторам. Претходниот ден направив многу голема глупост. И првата мисла што ми дојде кога се разбудив е по пижами да појдам да се фрлам под воз. Арно, ама ајде преовладеа едноставно разумот. Помислив дека сепак животот е убав и многу подобро е да се живее отколку не. И отидов во дневно оделение на преглед кај докторот, ми дадоа некои лекарства, потоа се вратив кај матичниот лекар. И матичниот лекар ме упати во клуб на лекувани алкохоличари. И таму, буквално, што се зборува, моите размислувања за алкохолот и за животот и живењето воопшто целосно се промени. Се променија. Среќа. Почнав да се дружам со луѓе слични на мене, едноставно, че излезев в град, например, чаршија, ние велиме, и че сретнам некој од нив, че се застаниме, че се седниме, че се напијаме некаде кафенце, пример. Не ме навлекуваа на тоа да се напијам. Затоа ние денеска ви дадовме водичка, може ли едно живели со водичка да направиме? Да сте ми живи и здрави. Ќе продолжиме секако со вашата приказна, но сакам да позборуваме малку и со Александар. Верувам дека сите не трогна приказната на господинот Илија. Не можеме да знаеме луѓето околу нас какви маки имаат, какви животни приказни носат и каква тежина на својот грб, но едно знаеме дека музиката сите знае да не развесели. Да, и да не излечи. И да не излечи. И јас верувам дека така ќе биде и денеска, дека малку ќе слушнеме нешто, Роберт денеска може да одбере некоја песна ако сака. Не справаме фатија, немам повторувано, не. Значи, не може само јас тука, кога има музика да пеам. Ти си главна за овој дел, ја. Не знам да свирам, може ќе научам и на некој инструмент. Одма да почнеме со музика? После. Не мора одма, но... Да си знаеш дека ќе те чека тоа, тоа сега ти кажам. Да. Бидејќи имаме книги тука и од господинот Илија, имаме една книга и од вас. Ајде малку за книгата да позборуваме, бидејќи ви сте познат долги години во музичкиот свет и професор, со работки со многу познати музички имиња, свирите на 5 инструменти или 6? Па да, свирам на повеќе инструменти, меѓутоа тековно, активно, овие инструменти, кавалот, гајдата, зурлата, хармониката ми се секогаш достапни на секоја моја веселба настап, на секој мој настап. Книгата ја пишував пред
десетина години за мојот магистерски труд кај професорот Драган Долтовски. Кога Може вака да покажете само на камера колегата додека ете така супер. ја пишував Чекај. ајде подобро. Да. Да, гајдарската традиција во Радовишко. Така. Чувствував потреба да напишам еден ваков труд кој што ќе биде наменен за идните генерации кои што сакат да се занимаваат со овие инструменти, поготово со овој јас би го нарекол автохтон инструмент за нашиот крај гајдата, Така. каде што не обележува по овој културен дел фолклорот. И подоцна, кога сето тоа заврши, како еден труд, магистерски, одлучив пред 3-4 години некаде беше, да ја направам како книга. Па супер, баш убаво. И го сторивме исто тоа заедно, направивме добра промоција за неа, така да сега нормално размислувам за друга книга, втора, која што ќе биде јас би сакал да биде во еден докторски труд, поширок, Да. наменена за овој инструмент. Можам да кажам дека за овие инструменти и за фолклорната традиционална музика има многу да се зборува, има многу да се пишува, бидејќи корените се многу, музиката исто така многу. Во мојата книга се спомнува уште од 35-та година, каде што нашите предци, музичари, инструменталци, Така. на овој инструмент имале веќе своји мелодии, своји композиции, каде што, ние во поновото време ги мелографираме, нотираме и ги, ставаме на звук и ги запишуваме како еден, Така да, ова е нешто што ќе остане за следните генерации, тоа би било целта сигурно. Да. Затоа што имаме многу што да кажеме кога станува збор за македонската музика. Тоа е еден наш белег, еден идентитет кој што не обележува со нашата музика, со фолклорот, кои сме, што сме и каде треба да се движиме. Докторке, вие сакате ли македонска народна музика? Слушате ли, имате ли можеби нека омилена? Или слушате можеби некој со само поинаков тип на музика? Па, јас многу ја сакам македонската историја. И многу ме радува што има млади луѓе кои што се занимаваат со национални инструменти. Јас лично не сум музички талентирана, меѓутоа моето семејство е и мојот брат свири на кавал, имаме дома многу кавали. Да. Се побои. Така да, јас... Значи познато ви е. Да, оваа музика ја познам, имаме помали, поголеми, така да дома има, тоа се негува, македонската квалитетна, тоа е нашето богатство. Да. Тоа е нешто пошто сме познати и надвор, колку и да не гираат некои непријатели. Меѓутоа, ова книга е многу вредна, исто како и многу такви книги, бидејќи останува, тоа ќе остане и после 1000 години и ќе се кажува, нели? Точно, за Македонија, тоа е сведоштво, тоа е доказ дека постоиме и дека сме оригинални. Другите може само да не посакуваат, ми се чини, али. Еве спомна дека музиката лекува, спомнавме. Лекува, да. Колку се може ли околу тоа, колку се препорачувате? Иако некому смешно му изгледа тоа. Не, тоа воопшто не е смешно, напротив е докажано. Имате музика за работа, музика за стрес, за опуштање, така да музиката апсолутно сега не може, некои психолошки моменти да ги ублажи, да ги подобри, меѓутоа дека сосема лекува не, но да, помага апсолутно, музиката е составен дел од нашиот живот и секојаш треба да биде. Го подобрува расположението, ако ништо друго. Не, апсолутно да, вие послушајте на убава музика која ви се допаѓа сега, секој од нас има свој стил. Јас свирев во оркестар 6 години, меѓутоа свиревме класична музика, така да јас бев насочена кон нешто друго, меѓутоа ова е навистина прекрасно и ме радува што се уште има интерес за токму овие наши стари национални инструменти кои нас не одбележуваат и децата, гледам и многу и млади деца веќе сакаат свират, гледам дека и овие фолклорните ансамбли се доста актуелни, така да супер, тоа е нешто што нас ќе наодржи и посакувам да го има повеќе понатаму.
Така да, јас не сум за талентирана за ова, меѓутоа Но сепак Почита е доволна. да, почита мислам голема и сакам што повеќе со деца да се вклучат, не знам колкаво е вашето искуство со децата, меѓутоа ова е за нив. Па да, ќе спомнам, бидејќи јас сум исто редовен наставник, професор во школа, каде што секојдневно со децата имаме комуникација и разговараме во однос на музичките практики. Јас колку што можам презентирам во мојот дел, каде што сум најдобар, секогаш ги презентирам кога имаме наставна единица за народните инструменти, за како што спомнавме, кавалот, гајдата, зорлата, тамбурата, тапанот. Секогаш ги образложувам и што е добро тоа кога имате некој да ви го презентира сето тоа, бидејќи едно е да го прочиташ и да го спомнеш, а друго е да го слушнеш и да го доживееш како тоа изгледа. Имам безброј, да не кажам, повици од школи каде што сакаат овие инструменти да ги презентирам во живо. Тоа е убаво да се слуша, да. Супер. Така, ама времето секогаш не ни дозволува, така да секогаш пролонгираме за идни периоди. Меѓутоа зборот ми беше дека кога самиот инструмент ќе го слушнете, како што кажавме, народен инструмент, сите знаеме, многу е добро од другата страна децата да се запознаат, бидејќи имам прилика кај одреден број на деца не знаат од што е изработен, го гледа, не знаат дали од пластика, дали од дрво, немат јасна визија за тоа. Немат Познавање, да. Не, имат познавање ко на слика, кога ќе ставите на слика, можеби ќе ставите една цевка и ќе пишете кава, ама не е тоа, кога ќе видите во живо, не е тоа. Не е тоа. Добро, ајде сега може да отсвириме. Кога веќе зборуваме за кава, што ќе ни отсвирите? Секогаш практикувам да отсвирам музика која што е традиционална и за овој инструмент. Браво. Тесто македонски приказник е почнат. Да. Роберт, продолжи, јас ќе одам до кујна да ги земам останатите книги од господинот Илија, бидејќи само третата книга ја ставивме. Седете си вие, нема да се грижите. Ке среди Милена сега тоа се не. И првата и втората да се подсетиме, нели? Таму започнува се. Кога беше првата книга напишана, која година? 2002 година. 2002. Добро. Добре, кажавте преска, тоа сабот нутро го споменавте, колку беше тешко од тогаш до сега да издржите, да не подклекнете на навиките кои што сте ги имале претходно, да дадете такво ветување, да се држите до него, бидејќи оној кој што не искусил знае дека тоа не е лесно. Знаете како, јас уште во моментот кога донесов цврста одлука, дека морам да го победам мојот најголем непријател или да завршам со себе изборот. Од тогаш внесов во главата цврста мисла, дека морам да обстојам. Друго нема. Колку редовно пиевте, бе? Секој ден? Секој ден 1,5 кило ракија пиев. Секој ден? Секој ден. И за чудо, ретко бев во смисла пијан да ми се смелуѓето. Многу ретко. Значи сте пиеле за да функционирате нормално, му доаѓа? Не. Јас пиев затоа што мислев дека така треба.
Едноставно. Јас уште реков, кога имав 10 години, прв пат се опив за Благовец, појдов некај 2-3 другари да му честитаме името што се вели, испив 2-3 чашки ракија и толку се опив што за малку во несвест паднав. Ама страво од татко ми што го имав, јас имав многу лош татко. Едноставно, живее во една таква атмосфера, каде неговиот збор мораше да биде последен. Што значи лош? Строг или лош пример ви бил? Воопштено пример. Неговиот збор реков, тој едниот пат велам, другиот пат тепам. Тоа беше правило кај него. И може би од стравот од него едноставно не се освестив, не онесвестив, а другарите ме однесоа дома. Јас другиот ден го прашав татко ми, што се вели, зошто не ме натепа? Рече, да тепа пијан човек, така ми рече. И тука заврши приказната. Сега колку да се знае, потребно е на злото да му се застани уште на почетокот, бидејќи кога злото ќе зајакне, многу тешко потоа се наоѓа лекот. Јас и продолжив да пијам, негде на 5-16 години веќе се оформив како алкохоличар. За несреќа на 18 години почина татко ми. Јас одма се вработив, ме вработија, тако беше законот тогаш, ме вработија и дојдов до пари, никој не можеше да ме контролира и како теле без оглавник, што се вели правев што сакам. И пиев многу. Реков, 1,5 кило дено ми беше норма некоја. Сега, знаете како, морам да напоменам, оваа тема не е за фалење. Јас се страмам од сето тоа. Јасно. Ама, ова морам да го нагласам. Докторката повеќе знае, затоа јас пример од мој аспект кажувам. Со луѓето мораш да бидеш искрен. Затоа што ние се познаваме прилепе негде, тогаш беше што се вели 40-50 илјади луѓе. Така да горе-долу се знаевме, ако не секој со секога, ама секој втор веќе те знае. И не можев да лажам јас. Не пијам кога секој ден ме гледа, едноставно јас имав многу голема среќа, да речем, што налетав, Господ може ми ја прати, има многу добра жена, сопруга. Господ сакал така. Знаев дека жена спасила работа, тоа Не, сигурно, че не може друго да е. не, знаеш како, и со тоа што издржава, Се разбира. оти како вела, со паметен човек може да живее, да управува и глупава жена. Ама со будала како што бев јас, може и само многу паметна жена. Така да, јас многу и благодарам. Затоа и поентата на вашето гостување не е тука да се чудиме што било, туку да ги охрабриме оние кои што имаат проблем како вашиот да кажат доста и стоп. Конечно. Тоа видите вака. Апсолутно. Знаете како сега. Ово може ќе го споменеме после тоа. Јас ќе го објаснам тоа многу добро. Овде во книгава особено. Да, и ги првата и втората книга. Сето е објаснето од почеток до крај за алкохолизмот. И луѓето што сакаат да помогнат, пред се да си помогнат себе си, на оние кои имаат проблеми, оние кои немаат да им помогнат на другите, тоа е човечки. Знаете како? Не можеме едноставно да живееме. Треба да се страмиме од тоа што го гледаме околу нас. Зошто? Затоа што нас тоа некако не тангира. Ние мислиме тоа си е негов проблем, само негов проблем. Ама сите треба да се запрашаме. Колкава е нашата вина за човекот што страда од нешто, а ние се правиме како, Докторката сакаше исто нешто да се надоврзе, почувствував. Се извинувам. Не, на вашата баш таа тема. едукација, да. Да, за децата, кога ги Многу споменавме. кажа господинот Петревски, точно на 10 години требало некој тогаш да реагира. Тоа се пред се родителите. Меѓутоа, тоа треба да биде на еден, да кажам,
по пријателски начин, меѓутоа на детето мора да има контрола. За жал ние сега, берем во пракса, гледам дека од млади години се започнува со алкохол. Да. И пациентите доаѓаат на 20, 22, 3 години веќе со многу замастена јетра. И ако излезете од Скопје, ќе забележите, јас тоа по пациентите го научив, дека ракијата е нормално како вода се пие. Да. Уште од сабајле, седнување и мора, значи ручек без ракија, тоа не е ручек. За здравје, да. 1, 2, 3 и така натаму. Така да, убаво е тоа да се обрне внимание на конзумацијата на алкохолот, особено па сега летниот период да се навратиме на темата на летото, жесток алкохол никако, може една чашка нешто освежително, не е проблем, меѓутоа треба да се зборува со децата и за сите зависности, затоа што тоа што господинот Петрески искрено си го кажува од своето искуство е апсолутно вистина и важи како за алкохолот, така и за дрогите и за цигарите. Да ги спомнеме исто како едни големи трујачи на целиот организам кои предизвикуваат и кардиоваскуларни и онколошки малигни заболувања. Така да ниту една зависност не е добра. А за да немаме зависности, треба да имаме добро семејство и добар образовен систем, насочување кон музика, например. Да. Тоа е еден од лекот. Или друга уметност, или спорт, нешто што ќе ги оттргне младите луѓе од кафаната и од дружењето. Колку се помлади доаѓаат кај вас? Видете, јас сум кардиолог и јас сум за возрастни. Меѓутоа гледаме деца, но тие деца многу е жално што ми доаѓаат деца на 10-11 години со висок крвен притисок. На вистина? Да. 10-11 години? 10-11 години. И тоа не се, притисокот може да биде од идиопатска природа, значи од непозната причина, и тука спаѓа дебелина, солена храна, генетска предиспозиција, психички стресови, физичка неактивност и 10% спаѓа како резултат на проблеми со бубрези, надбубрежни жлезди или пак коарктација на орта, тоа се веќе некои вродени. И овие дечиња не спаѓаат во тие 10% кои што би очекувале. Туку спаѓаат во тие 90%, значи се обезни, веќе пијат кафе, значи тоа е многу, на 10-11 години пијат кафе. Мислам, јас сум... Реко син ми да пие кафе. Да, они многу ретко, многу рано почнуваат со кофеинот, многу рано почнуваат со алкохолот. Тоа ги навлегува понатаму кон уште поголема возбуда и ние одиме во погрешен правец. Како општество и одиме погрешно. И затоа мислам дека ваквите приказни животни искуства треба да им се пренесуваат на децата, да се зборува со нив. Семејството мислам дека е многу важно. И насочување кон убави работи. Може би најважно. Да. Професоре, децата не се способни да донесуваат правилни проценки за случувањата околу нив. Апсолутно. Значи реални, она што се вели зборот проценки. Детето обично го прави она што го прави таткото. Зошто? Зема пример од него. Таткото е Бог за него. Што ќе речи? Тој крај. Да. Во некоја смисла. Зема пример апсолутно. Значи, многу е важно да се работи со децата. Едноставно, родителот да свати што значи, на пример, јас сум бил присутен, зема со прстот, буричка во чашето со ракија и му дава на детето, на пример. Не е свесен родителот. Што значи тоа? Детето, на пример, кој ќе го гледа и родителот пие, тој мисли дека така треба. Дека е нормално. Апсолутно. Да, тоа гледаат, тоа учат. Да, што гледаат, тоа учат. Професоре, вие исто така, со музиката се сретнувате со многу луѓе, и помлади, повозрастни. Исто и деца на тука негде возраст 12-8 години. Исто и работам со деца. Сепак ќе кажам за овие неколку примери што ги кажавме, сепак е битно семејството. Голем дел за децата е многу важно да изучуваат еден инструмент, ако можат, дали професионално, дали дома, дали во поново време сите може да си дозволат гитара, една гитара да имат како инструмент кој што ќе ги релаксира, да речеме, ајде, кавалот е или некој инструмент народен е малку повеќе захтевен за дување, да речеме, специфичен, тежок инструмент. Меѓутоа гитарата, една обична гитара, да си
научат неколку 2-3 акорда и да си пеат некои нивни песни кои што нив ги интересира, е секогаш добро и Еве лето идеално за тоа. Распуст, нема товарски посебно. Доста пед инструмент не е нешто посебно скапа акустична гитара да купиш Точно, денеска, не знам како. Да. Нормално, жици и гитара, не мора да биде некоја марка. Секогаш зборам дека децата, голем процент од нив, да изучуваат барем еден инструмент. Кај нас, да кажам, во Радовиш, од каде што сум јас, имаме нижо музичко, кај што децата можат од рана возраст да посетуваат и професионално. Моите две деца се на нижо музичко. Така да има во развојот има разлика каде што детето ќе знае дека треба да чита ноти, дека треба да слуша класична музика, дека треба да слуша народна музика. Времето поминато со музика е доста значајно. Зборам и за психофизичкиот развој кај децата. За целокупниот развој на младите. И за влијанието и за начинот на тоа како треба да си го организираат денот децата. Секогаш ја зборам, учите што ќе учите, земете пола сат на клавирот дома, релаксирајте се, или на хармониката, мојот син исто свире хармоника. Тоа нека ви биде релаксација на вас. Супер, таму нека ја насочат енергијата. Ќе продолжиме со разговорите на овие теми, но и на многу други. Секако ќе погледнеме и фотографии од вас, но да одиме најпрво со реклами. За 10 минути од прилика се враќаме повторно во студио.